Четвртата недела од Великиот пост е посветена на Света недела, а традиционално со голем црковно-народен собир се прославува во село Теново. Чествувањето на празникот започна во црквата Света недела, каде Света Василева литургија отслужи парохискиот свештеник отец Ненад Ѓорѓевски, кој потоа во црковниот двор го изврши и чинот на осветување на водата и ги прережа принесените колачи од верниците. За благоцестивие присуду род на православие, да се помолиме на Господа. Денешниот празник верниците го искористија да запалат свеќи и да се помолат за здравје на заштитничката на домовите на мештаните од Теново, Света недела. На овој ден се празнува оваа светителка, иако незиниот спомен според православниот календар се празнува на 20 јули. Се наоѓаме во четврта недела од Велиденскиот пост, посветен на Свети Јован Лествишник. Тука традиционално секоја година се одржува Света Василиева литургија и се има црковно-народен собор на кој се собираат верници од околни села и од пошироко. Иако денеска не е Света недела, се празнува вистински освојено на 20 јули, но верниците локално го празнуваат како Света недела, иако не се собираат во овој свет храм кај што се извршува света богослужба. Но можеби дали темелите тогаш биле посветени токму во оваа недела на Велиденскиот пост, и како традиција секоја година на оваа недела Велиденскиот пост се одржува црковно-народен собор при оваа црква која го носи името на Света недела. И народот го прифатил како во празник, иако не е, но споменот наистина е доста голем. Одбележувањето на денешниот ден во ова подсувогорско село е традиција долга веќе повеќе од 80 години, од самото основање на манастирската црква. Верниците масовно доаѓаат од околните села и градови. Јас сум Спасен Ѓорѓевски, од село Теново родум, иначе по потекло и од старите од село Теново. Значи, традицијата овде одамна е, значи, уште пред, да речем негде пред војната, пред ратот на Југославија, што се вика. Ја, како возрастен од 54 години, знам секогаш и во секое време овде се одржувало ова Света недела и то тачно во неделата. Значи не се менјава денот, Света недела паѓа во недела, а датумот се менјава. Тоа е. Како се одбележува? Цело село го прославува денот, значи куќните пријатели ги чекаат сите дома, се на Света неделя овде вешто се одржува ова свето место, со гости, со разни пијалоци, меѓутоа сите гости и пријатели си доаѓаат дома во село Теново, во своите роднини, пријатели каде што си го имаат. Свет камен има тука? Да, овдека имало свет камен, тука е, на ова место, каде што во тоа време се одржувало некоја и поделба меѓу Теново и Стенче. Тоа традиција што било, меѓутоа ова место му припаднало према старите, како што сите зборат и викаат, дека ова место му припаѓа на село Теново, не на Стенче. Таа поделба доаѓала, меѓутоа ние сме имале помош и од албанците овдека, да ова место остане на село Теново. На денешното празнување на Света недела присуствуваа голем број верници. Повеќето од нив секоја година доаѓаат во Теново, а некои од нив дошле денес за прв пат. Па дојдовме за здравје, да видиме како прата детеве. Прв пат, да. Многу убаво. Па јас овде прв пат. И убаво е што ми се допаѓа. Голем празник е Света недела, тоа втор пат ми е тука. Одамна не сум бил и многу убаво. Нека ни е на помоќ празникот. Јас
Јас сум Спиро Ѓератимовски од село Стенче. Доаѓам секоја година на овој ден. Мислам пред храмот Света Недела. И се собираат секоја година тука, мислам, православните верници и си го слават празникот Света Недела соседново село Теново секоја година. Така да на овој ден денеска баш да видиме радосни и среќни што ни се погоди временските услови за да поминеме, за да прошетаме и да се молиме на Господа да ни помогне од сите зија зло, мислам, работи што се дојдат. Местноста околу црквата нуди и несекојдневна можност да се помине еден ден во природа. Во Теново денес се збираат сите, а пред се младите. Некои со друштва, скара и добра музика, а други пак радувајќи му се на богатиот Панаѓур.